Влијателниот американски еврејски конгрес им ја честита победата на ВМРО-ДПМН и на нејзиниот председател Никола Груевски на парламентарните избори со надеж дека Груевски како премиер и неговата партија како владеачка ќе ја продолжат соработката со еврејската заедница во Македонија и во светот и дека ќе се одржат одлични односите меѓу Македонија и Израел. Во честитката подпишана од председателот на конгресот Џек Розен, како и од потпредседателот Мунар Казмир, се изразува надеж за понатамошна соработка со Македонија и со македонската влада, што би ја предводел Груевски. Американскиот конгрес на евреите им ја честита победата на премиерот Никола Груевски и на неговата партија ВМРО-ДПМН на неодамна одржаните парламентарни избори во Македонија. Ги цениме извештаите на ОДИХР, како и другите меѓународни наблюдувачи, дека изборите се одржале во слободна, фер и демократска атмосфера. Американскиот конгрес на евреите се надева дека премиерот Груевски и неговата партија ќе продолжат со соработката со еврејската заедница во Македонија, како и со евреите во целиот свет. Исто така се надеваме дека ќе се одржат одличните односи меѓу Македонија и Израел во политичките, економските, дипломатските и безбедносните прашања, стои во честитката. Во честитката се потсетува на средбата што председателот на ВМРО-ДПМН е остварил со председателот на Американскиот еврејски конгрес Џек Розен во октомври минатата година во Њујорк, на која се дискутирало за градењето на музеот на Холокаустот во Скопје и за оформување фонд за Холокаустот. Од оваа организација, која важи за една од најсилните организации во САД со голема влијателност врз тамошните политички и економски текови, се надеваат дека изборите во Македонија ќе отворат нова перспектива и можности за Македонија, се вели меѓу другото во честитката. Американскиот конгрес на евреите е формиран во 1913 година и ги обединува сите евреи во Соединетите Американски држави.